Послание до Галатјаните, глава 1. Павле, апостол, испратен не од луѓе, ниту преку посредство на човек, туку преку Исуса Христа и Бог Таткото, кој го воскресна од мртвите, и сите браќа кои се со мене, до црквите во Галатија. Благодат и мир на вас, од Бога нашиот Татко и од Господа Исуса Христа, кој се даде себе си за нашите гревови, за да не избави од сегашниот лукав век по волјата на нашиот Бог и Татко, кому е слава во сите векови. Амин. Се чудам дека така брзо се одвратувате од оној кој ве повика во Христовата благодат и преминувате кон друго евангелие, кој не е друго, само има некои кои ве збунуваат и сакаат да го изопачат Христовото евангелие. Но ако и ние, или ангел од небото, ви проповеда друго евангелие, различно од она што ви го проповедавме, да биде проклет. Како што рековме порано, и сега пак велам, ако некој ви проповеде евангелие, што се разликува од она што го примивте, да биде проклет. Дали јас сега ги уверувам луѓето или Бога, или настојувам да им угодам на луѓето? Ако уште би им угодувал на луѓето, немаше да бидам Христов служител. Зашто ви известувам, браќа, дека евангелието кое го проповедав не е човечко, бидејќи ниту јас го примив од човек, ниту го научив, туку преку откровението на Исуса Христа. Вие секако сте чуле за моето некогашно живење во јудејството, како прекумерно ја гонев Божјата црква и ја запустував. И во јудејството надминав многу своји врсници во својот народ, вдахновен од преголемата ревност за преданијата на своите прататковци. А кога му беше по волја на оној кој ме оддели од утробата на мојата мајка и ме призва преку својата благодат, да го открие во мене својот син, за да го проповеда меѓу народите, не се посоветува веднаш со тело и крв, ниту отидов горе во Ерусалим, кај оние кои пред мене беа апостоли, туку отидов понатаму, во Арабија, и пак се врати во Дамаск. А на 3 години потоа, отидов горе во Ерусалим, за да го видам Петар, и останав при него 15 дена. А некој друг од апостолите не видов, освен Јаков, братот Господов. А пак што ви пишувам, еве пред Бога велам дека не лажам. Потоа дојдов во краиштата на Сирија и Киликија, а на црквите во Јудеја кои се во Христа, лично им бев уште непознат. Тие беа само слушале. Оној кој некогаш не гонеше, сега ја проповеда верата, која некогаш ја разурнуваше, и го славеа Бога во мене. Глава 2. На 14 години потоа, отидов горе пак во Ерусалим со Варнава, земајќи го со себе и Тит. А отидов горе по откровение и им го изложив евангелието, кое го проповеда меѓу народите, но насамо на видните. Може би да не трчам или да не сум трчал напразно, но ни Тит кој беше со мене, иако Грк, не беше принуден да се обреже, и тоа заради тајно воведените лажни браќа, кои се вовлекле за да ја согледуваат нашата слобода, која ја имаме во Христа Исуса, за да не поробат. На кој не им отстапивме ни за час, ниту им се покоривме, за да остане со вас вистината на евангелието. А што се однесува за оние, кои беа сметани за видни, какви и да биле некогаш, мене ми е сеедно. Бог не гледа на човековото лице, тие видните, ништо не ми придадоа. Туку напротив, кога видоа дека мене ми е поверено евангелието меѓу необрезаните, како на Петар меѓу обрезаните, зашто оној кој го оспособи Петра за апостолство меѓу обрезаните, ме оспособи и мене за паганските народи. И кога ја познаа благодата што ми е дадена, Јаков, Кифа и Јован,
кои беа сметани за столбови, ни ги дадоа мене и на Варава, десниците во знак на заедништвото, за да одиме ние до паганските народи, а тие до обрезаните, само да си спомнуваме за бедните, за истото, што и ревнував да го правам. А кога Кифа дојде во Антиохија, му се спротистави во лице, зашто требаше да биде осуден. Имено, пред да дојдат некој од Јакова, тој јадеше со многобожците, но кога дојдоа овие, тој се повлече и се отстрани, заради страф од обрезаните. И дволичеа со него и другите јудејци, така што нивното лицемерство го заведе и Варнава. Кога видов дека не одат право, според вистината на Евангелието, му реков на Кифа пред сите: ако ти кој си јудеец, живееш како народите, а не јудејски, како можеш да ги принудуваш народите да живеат јудејски? Ние сме пораѓање јудејци, а не грешници од народите. Но бидејќи знаеме дека човекот не се оправдува од делата на законот, туку само преку верата на Исуса Христа. И ние поверувавме во Христа Исуса, за да се оправдаме од верата во Христа, а не од делата на законот. Зашто од делата на законот нема да се оправда ниту еден човек. Пако и ние самите, сакајќи да се оправдаме во Христа, се најдовме грешници. Дали е тогаш Христос служител на гревот? Далеку од тоа. Зашто ако повторно го зидам она што сум го разурнал, се покажувам како престапник. Зашто јас умрев преку законот за законот, за да живеам за Бога. Со Христа сум распнат на крстот, и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене, а животот што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божиот Син, кој ме возлюби и се предаде себе си за мене. Не ја поништувам Божијата благодат, зашто ако правдата доаѓа преку законот, тогаш Христос умрел напразно. Глава 3. О неразумни галатјани, кои ве маѓа са вас, пред чии очи Исус Христос е јасно нацртан како распнат. Сакам само ова да го научам од вас. Дали го примивте духот врз основа на делата на законот или преку слушањето со вера? Толку ли сте неразумни, што почнувајќи со духот, сега сами завршувате со тело? Дали толку многу страдавте напразно, ако е навистина напразно? А оној кој ви дава дух и прави силни дела во вас, дали го прави тоа врз основа на делата на законот или преку слушањето со вера? Како што и Авраам му поверува на Бога и тоа му се засмета за праведност. И така, признајте дека Авраамови синови се оние кои се од верата, а и писмото предвиде дека Бог преку верата ги оправдува народите и однапред му го навести Евангелието на Авраама. Во тебе ќе бидат благословени сите народи. И така, оние кои веруваат се благословени заедно со верниот Авраам. Имено, кои ги прават делата на законот, подклетва се, зашто е пишано: проклет да е секој кој не е постојан во се што е напишано во книгата на законот, да го исполнува тоа. И дека никој не е оправдан пред Бога преку законот. Јасно е, зашто праведникот ќе живее од верата. А законот не е од верата, туку вели: кој ги исполнува, ќе живее преку нив. Христос не откупи од проклетството на законот, откако стана проклетство за нас, зашто е пишано: проклет да е секој кој виси на дрво. Та Авраамовиот благослов да дојде на народите во Христа Исуса и да го примиме преку верата ветувањето на Духот. Браќа, зборувам по човечки. Заветот што човек го потврдил, никој не го отфрла, ниту му додава нешто, а ветувањата им беа дадени на Авраама и на неговото семе. И не вели
и на семињата, како за мнозина, туку како за еден, и на твоето семе, кој е Христос. Го велам и ова, законот што стана по 430 години, не го поништува заветот, кого Бог го потврдил порано, ниту го поништува ветувањето. Зашто ако наследството доаѓа од законот, тоа веќе не е од ветувањето, но Бог му го подари на Авраама преку ветувањето. Тогаш зошто е законот? Тој е определен со посредство на ангели, со рака на еден посредник, па е додаден заради престапите, додека не дојде семето, кому му е дадено ветувањето. Посредник пак нема таму, каде што е само еден, а Бог е еден. Според тоа, дали е законот противен на Божите ветувања? Далеко од тоа. Зашто ако беше даден закон, што може да даде живот, тогаш на вистина праведноста би била од законот. Но писмото сите ги затвори под грев и врз основа на верата во Исуса Христа, ветувањето да им биде дадено на оние кои веруваат. А пред да дојде верата, бевме под стражата на законот затворени, до времето на верата, која требаше да се открие. Така, законот ни беше наш воспитач до Христа, за да се оправдаме преку верата. А сега дојде верата, и не сме повеќе под воспитувачот. Зашто сите сте Божи синови преку верата во Христа Исуса. Зашто сите, кои се крстивте во Христа, се облековте со Христа. Нема веќе ни јудеец, ни грк, нема веќе ни роб, ни слободен, нема веќе ни машко, ни женско, зашто вие сите сте едно во Христа Исуса. А ако сте пак вие Христови, тогаш сте Авраамово семе, наследници по ветувањето. Глава 4. Ви велам пак, додека е наследникот малолетен, со ништо не се разликува од робот, иако е господар на се, туку е под настојници и управители до рокот определен од таткото. Така и ние, додека бевме малолетни, бевме заробени под првобитните учења на светот. А кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, роден од жена, роден под законот, за да ги откупи оние кои беа под законот, за да го примиме посинувањето. А бидејќи сте синови, Бог го испрати во вашите срца духот на својот син, кој вика: Ава, татко. Затоа не си повеќе роб, туку син. А ако си син, тогаш си и наследник на Бога преку Христа. Но вие порано, не познавајќи го Бога, им служевте робски на боговите, кои по природа не се тоа. А сега, кога го познавате Бога, или уште подобро, откако Бог ве позна вас, како можете пак да им се враќате на слабите и бедни елементарни учења, на кои сакате пак одново да им служите робски? Внимавате на деновите и месеците и времињата и годините. Се плашам за вас, да не се трудев напразно за вас. Ве молам, браќа, бидете како што сум јас, зашто и јас сум како вас. Вие со ништо не сте ме навредиле, а знаете дека за прв пат, во телесна слабост, ви го проповедав Евангелието, и искушението кое беше за вас во моето тело, не го отфрливте, ниту се згнасивте од него, туку ме примивте како Божи ангел, како Христа Исуса. Сега, каде е она ваше блаженство? Зашто ви сведочам, дека кога би било можно, би ги извадиле своите очи и би ми ги дале мене. Дали ви станав непријател, затоа што ви ја зборувам вистината? Тие не ревнуваат добро за вас, туку сакаат да ве одвојат, за да ревнувате за нив. Меѓутоа, добро е секогаш да ревнувате во доброто, а не само кога сум јас при вас, деца мои, за кои пак сум во породилни маки, додека Христос се вообличи во вас.
Би сакал да сум сега при вас и да го изменам својот глас, зашто сум во сомнение за вас. Кажете ми, вие, кои сакате да бидете под законот, не го слушате ли законот? Зашто е напишано дека Авраам имал 2 сина, едниот од робинката, а другиот од слободната. Но оној од робинката роден е по тело, а оној од слободната преку ветувањето. Ова е речено сликовито. Тие жени се 2 завета. Едниот од гората Синај, кој раѓа за робство, тој е Агара, зашто Агара е Синајската гора во Арабија и му одговара на сегашниот Ерусалим, кој робува со своите деца. Но небесниот Ерусалим е слободен. Тој е наша мајка, зашто е напишано: весели се неплодна, која не раѓаш. Воскликни и извикај ти, која не си имала породилни маки, зашто оставената има повеќе деца, отколку онаа која има маж. И вие сте, браќа, деца на ветувањето како Исак. И како што некогаш оној кој се роди по тело, го гонеше оној кој се роди по дух, така и сега. А што вели писмото? Истерај ја робинката и незиниот син, зашто синот на робинката нема да наследи со синот на слободната. Затоа, браќа, ние не сме деца на робинката, туку на слободната. Глава 5. Христос не ослободи за слободата. Според тоа, стојте цврсто и не подчинувајте му се пак на робскиот јарем. Еве јас, Павле, ви велам, ако се обрезувате, Христос никако нема да ви користи. И пак му сведочам на секој човек кој се обрезува, дека е должен да го исполни целиот закон. Се одвоивте од Христа, вие кои сакате да се оправдате преку законот. Отпаднавте од благодатта, зашто ние, преку духот, преку верата, ја очекуваме надежта на правдата. Зашто во Христа Исуса ниту обрезанието има вредност, ниту необрезанието, туку верата која действува преку љубовта. Трчавте добро, кој ви попречи да не се покорувате на вистината. Тоа одвраќање не е од оној кој ве повика. Малку квас го подквасува целото тесто. Јас сум уверен за вас во Господа, дека нема да мислите инаку. А кој ве буни, ќе претрпи осуда, кој да бил. Ако пак јас, браќа, уште го проповедам обрезанието, зошто уште ме гонат? Во тој случај се укинува соблазната од крстот. О, да се одсечеа оние кои ве бунат. Зашто вие, браќа, повикани сте кон слобода, само слободата да не ви биде повод за угодување на телото, туку со љубов служете си еден на друг, зашто целиот закон е исполнет во еден збор, во љуби го својот ближен како самиот себе. Ако пак се гризете и јадете еден со друг, пазете да не се истребите еден со друг. А велам, одете во духот и нема да ги исполнувате страстите на телото, зашто телото копнее против духот, а духот против телото, зашто тие се противат еден на друг, за да не го правите она што сакате. Но ако духот ве води, не сте под законот. А делата на телото се познати. Тоа се блудство, нечистота, бесрамност, идолопоклонство, вражање, непријателства, препирка, ревнување, гнев, себичност, раздори, кривоверства, зависти, убиства, пијанства, срамни гозби и слични на овие, за кои ви зборувам однапред, како што ви реков и порано, дека оние кои прават такви работи нема да го наследат Божјото царство. А плодот на духот е љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кротоста, самоконтролата. Нема закон против вакви нешта. А оние кои се Христови го распнаа своето тело
со неговите страсти и похоти. Ако живееме во духот, нека и да го следиме духот, да не бидеме полни со суетно славолюбие, да не се предизвикуваме еден со друг, да не си завидуваме еден на друг. Глава 6. Браќа, ако и да падне некој во некаков грев, вие кои сте духовни, поправувајте го таквиот во духот на кротоста, но чувај се себе си и ти да не бидеш искушан. Носете ги бремињата еден на друг и со тоа ќе го исполните законот Христов. Зашто ако некој мисли дека е нешто, а не е ништо, самиот се измамува, а секој да го испита своето дело, па тогаш ќе има пофалба само пред себе си, а не пред друг, зашто секој ќе го носи своето бреме. А кој се учи на Словото, нека ги дели сите свој добра со оној кој го учи. Не лажете се, Бог не дозволува да биде изигран, зашто што човекот ќе посее, тоа и ќе жнее. Кој сее во своето тело, од телото ќе пожнее погибел, а кој сее во духот, од духот ќе пожнее вечен живот. Да не бидеме уморни да правиме добро, зашто ќе жнееме во право време, ако не се умориме. Затоа, додека има време, да им правиме добро на сите, а најмногу на оние кои припаѓаат на нашето семејство по вера. Видете, колкави букви ви напишав со сопствена рака. Сите оние кои сакаат да се прават важни со телото, тие ве приморуваат да се обрезувате, само за да не бидат гонети заради Христовиот крст. Зашто ни самите тие кои се обрезуваат не го пазат законот, а сакаат вие да се обрезувате за да се фалат со вашето тело. А јас сум далеку од тоа да се фалам со нешто друго, освен во крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку кого светот е распнат за мене и јас за светот. Зашто ниту обрезанието е нешто, ниту необрезанието, туку ново создание. И на сите кои ќе го следат ова правило, мир и милост, на нив и на Божиот Израел. Во иднина никој да не ми досадува повеќе, зашто ги носам Исусовите рани во своето тело. Браќа, благодата на нашиот Господ Исус Христос да биде со вашиот дух.